Уште една тема имаме во нашата соба за дискусија. Дискутираме на тема која што ја наметна пандемијата во последните 2 години. Високото образование, како воопшто и сите делови од нашиот живот, почувствуваа многу последици, а во високото образование најмногу се почувствува поради тоа што мораше да се оди онлайн на настава. Нешто што е ново, меѓутоа нешто што веројатно пандемијата само го забрза како појава во високото образование. Затоа, како високообразовниот систем се прилагоди на онлайн образованието, на предизвиците на пандемијата, затоа што може да се очекува во иднина во оваа насока, дали може би тоа се насоките во каде ќе оди образованието во иднина, разговараме со проректорот за настава на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Мишко Џидров. Професоре, вие практично имавте среќа, вашиот мандат како проректор да се погоди со пандемијата и да се соочите веднаш со предизвиците. Дали сметате дека тоа беше на некој начин еден голем предизвик? Па не знам колку е среќа, јас би кажал пред се голем предизвик, кој што моравме за многу краток период да дадеме брз одговор во однос на организирање на таа настава, во однос на организирање на онлайн наставата. Сепак се случи многу брзо, моравме многу брзо да реагираме, тоа беше големо поместување во сите области, па така и во високото образование. Наставата беше ограничена, моравме да ја спроведуваме од дома, моравме да се прилагодиме да работиме онлайн, така да Универзитет Гоце Делчев имаше таа среќа да за многу краток период се организира и за некои 3 дена почнавме со онлайн настава. Ги имавте контактите воопшто со образовните институции во држава. Какви беа реакциите од другите институции во тој поглед, веројатно и во размена на искуство, но и во тоа како се сноѓаат? Точно дека Универзитетот Гоце Делчев беше споменат дека најбрзо се прилагоди бидејќи имаше платформа веќе подготвена. Како беше во другите институции според она што вие го имате како сознание? Од тоа што знам, голем дел од тие институции со кои што сме во контакт имаат дел од нив проблеми. Дел од тие институции тргна во една насока, почнаа со нека организација на наставата, не само на наставата, на сите активности, па потоа се прилагодува према некои оние платформи кои што беа посочени од најразлични одговорни институции во државата, така да сите на некој начин дадоа одговор кон пандемијата. Секоја институција си имаше своји предизвици, затоа што некои институции претходно размислуваа, работеа, развиваа своји платформи за да можат да работат онлайн, па така тие многу полесно се прилагодија кон сите овие промени. Сега најважниот момент се чини во цела оваа ситуација, подоцна ќе говориме и за делот на тоа што во иднина ќе значи се во, меѓутоа најважниот момент се студентите. Се е направено за ним да им се овозможат услови да ги добијат знаењата и на ваков начин. Ризиците се присутни. Кои беа ризиците во поглед на онлайн образованието, во поглед на тоа што го добиваат студентите како знаење? Јас пред се би кажал дека да, ќе ги погледнеме ризиците, ќе зборуваме за ризиците, но пред се е тука здравствениот ризик, кој што ние моравме да дадеме соодветен одговор. Онлайн работењето беше единствен можен начин во почетокот на пандемијата, затоа што не ги знаевме кои се тие ограничувања кои што се уште ги дознаавме максималните точки како можеме да се заразиме, кои се можностите за влегување во предавална и такви некои ограничувања кои што се поврзани со наставата. Тие ризици најлесно можевме да дадеме одговор со онлайн настава. Но во однос на пренесувањето на материјалот, во однос на одржувањето на тие предавања, постојат соодветни ризици. Тие ризици верувам дека во наредниот период ќе се анализираат, ќе се види кои се последиците на сето тоа, затоа што сепак едноставно во еден момент прекинавме, универзитетите прекинаа со таа работа која што ја тераат со многу години, на која што се навикнати, на која што се навикнати студентите, и моравме да дадеме брз одговор. Но тој брз одговор не значи само сето тоа што го правиме во предавална да се спроведува онлайн. Мораше да се пристапи поиновативно и да се размислува на кој начин сега тој материјал кој што претходно се предала во предавална на табла да се пренесе онлайн за да не се изгуби од квалитетот во пренесеното, во квалитетот во образованието. Така да тој ризик беше присутен, тој ризик представуваше голем проблем. Сепак станува збор за голем број на различни факултети, различен број на студиски програми и морам да кажам дека секој професор, неговиот иновативен пристап, неговите размислувања, неговото следење на технологијата, примената на таа технологија
придонесоа да тој се привикне на ова ново настаната ситуација полесно, а со тоа и студентите да можат да стигнат до она очекувано ниво на квалитетно образование. Има еден интересен момент кој што говори дека пред пандемијата, пред зборот онлайн да се користи толку во смисла на образованието, имавме ситуација во кој што доколку некој професор поединечно ќе започнеше со иновативност, ќе вклучи онлайн предавање и слично, тоа беше посочувано како позитивен пример. Сега некако понекогаш се посочуваат и негативните моменти. Зошто е тоа така според вас? Па видите, претходно тоа беа неколку примери кои што баш така беа и оценати како нели добра практика, која колегите ја гледа и велеа дека нели може да се примени, може да се користи, но сега се во оваа ситуација гледаме дека имаме и студиски програми кои што многу тешко може да се спроведуваат онлайн или имаат големи предизвици да се спроведуваат онлайн. Па така да имаме прекрасни примери во која успешно се премина кон тоа онлайн работење, онлайн предавање, но имаме примери во кои што предизвиците се уште останаа. Па поради тоа верувам дека постои таа нели некоја реакција во која што можеби и од студентите, и од родителите, и од средината дека не доволно се пренесува на квалитетен начин образованието према студентите, но сепак тие предизвици мора да се или да ги имаме во предвид затоа што ситуацијата беше се уште е многу ризична за да се вратиме целосно во предавалните. Генерално, доправа веројатно ќе се прават анализи, треба да видиме што студентите во иднина ќе имаат како знаења тогаш кој ќе почне да работат, но за ризикот, кој е вашето мислење за ризикот од намалување на квалитетот на образовниот систем, бидејќи можеби е рано да се говори, но ризикот е тука и прашањето е отворено. Да, не би кажал дека тоа нели најважно беше да не се прекине образовниот процес. Универзитет Гоце Делчев тоа го успеа, значи како што споменав за 3 дена, но тука беше предизвик сето тоа што претходно се работело во предавални да се пренесе во некоја форма која што ќе биде лесно ќе може да се спроведува онлайн. Таму е најголемиот предизвик, таму е најголемиот ризик. Значи, од друга страна, сето она затварање по дома со сите оние периоди кога бевме принудени да работиме целосно од дома, сето тоа предизвикуваше не само психички, физички, ментално се изморија и студентите и професорите, така да сето тоа се одрази на некој начин нели на квалитетот на пренесеното знаење. Предизвиците беа адресирани од секој професор на најразличен начин. Голем дел од професорите направија редизајн на нивниот пристап према материјалот кој што го пренесуваат, најдоа иновативни начини како да го пренесат сето тоа. Јас не би кажал дека нели се одржи толку многу, сепак постои нели ризик, но не се одржи толку многу на квалитетот на таа настава која што се спроведува во изминатите 2 години. Сигурно е интересен моментот на кога се говореше најпрво за основните училишта и средните, бидејќи имаше некои размислувања колку се подготвени наставниот кадар за да се прилагодат на онлайн наставата. Веројатно и во високото образование ова беше присутно. Сметате ли дека одговорија професорите добро на тоа, бидејќи имаме професори кои што сепак предавали пред 30 години кога не можело ни да се помисли за онлайн настава? Тоа можеби е еден од најголемите предизвици затоа што сите овие нови технологии кои што се појавуваат не се предизвик само за професорите, тие се предизвик и за нашите студенти. Така да едноставно прилагодувањето кон тие нови технологии, нови платформи на кои што може да се работи, колку професорите беа поспремни ги користеа, ги знае, колку студентите ги знае и користеа, толку и полесно може да се прилагодат. Јас верувам дека моменталната генерација на студенти кои што студираат, без разлика што веќе 2 години се онлайн, тие се подготвуваат за општество во кое што ќе работат, во кое што ќе се користат сите овие технологии, овие нови платформи, нови пристапи на функционирање. Значи, ние ги подготвуваме на еден начин, индиректно преку пандемијата, преку работењето онлайн, за позавршувањето да работат во една таква средина. Затоа што фирмите, институциите во кои што ќе работат веќе видоа дека постојат голем број на предности од ова онлайн работење, па така веќе ќе се користат многу повеќе алатки како Teams, како Zoom, онлайн работењето, сето тоа тие веќе го имаат вклучено во своето работење. Значи зборувам и за пократки работни времиња, поредко одење во канцеларија, помал број на
нели организирани состаноци со физичко присуство, повеќе онлайн, така да сето тоа е новата реалност во која што студентите ќе работат. Така да и професорите кои што користеа алатки и студентите кои што се навикнаа во овој период и ги користат ќе бидат многу полесно понатаму да функционираат во оваа нова реалност. Уште еден момент кој што е интересен, имаме студиски програми на кои што апсолутно онлайн наставата, речиси, во ниту една ситуација не може да замени на медицината, да речеме, некои практични вежби на дел од други студиски програми. Како таму се снајде образованието и универзитетот го оценил, се разбира, со оглед на тоа дека и безбедносниот, здравствениот ризик беше голем? Таму сега можам да споменам, секој факултет, секоја студиска програма е со сопствени предизвици. Спомнав медицински факултет, таму предизвикот е практичната настава, спроведувањето во медицинските центри, кои што голем период во овие изминати 2 години беа затворени за да пристапат нашите студенти. Така да сето тоа беше голем предизвик. Јас пак ќе кажам, иновативниот пристап на професорите, на асистентите придонесува да тој материјал се пренесе онлайн во некоја форма која што задоволува критериуми за спроведување на квалитетно образование. Не велам дека нели можеше, сето тоа би било многу подобро ако беше спроведено во медицинските центри, но со самото послободување, со дознавањето на тие граници на пандемијата, веќе се вратени студентите и се спроведуваат голем дел на активностите во тие конкретно центри. Но јас ќе ги споменам тука академиите, музичката, ликовната академија, тие има секако собствени предизвици, затоа што и проблем со работење онлайн, со пренесување на квалитетен звук онлайн. Така да сето тоа се различни предизвици кои што професорите дадоа одговор. Јас можам да кажам таму дека станува збор за помали групи кои што по некои протоколи сепак успеваат да се видат и да спроведат активности со физичко присуство, затоа што помал е ризикот, наспроти другите факултети кои што имаат многу поголеми групи и многу поголем ризик. Нашата анкета меѓу студентите покажа дека интересни одговори во секој случај. Студенти како студенти знаат некогаш да кажат дека полесно им е за препишување, на тоа може и да се свати како шега, кој сака да препишува, ќе препишува. Вие имате контакти сигурно со нив, некој интересно се движеа ставовите на студентите. На почетокот бара задолжително сакаме физичка настава, како одминуваше пандемијата, почнаа да се вртат и да кажуваат сакаме онлайн. Што мислите за тој момент? Првично мислам дека беше реакција затоа што се случи се многу брзо, таа промена од едноставно од предавални со нашето работење онлайн предизвика соодветна реакција не само кај студентите, туку и кај професорите. Така да едноставно моравме да работиме на тој начин, ограничувањата доаѓаат од соодветните институции. Па така, таа првична реакција јас се разбирам, затоа што не знаеа кои се сите оние проблеми со кои што ќе се соочат. Од кога видоа дека е можно да се спроведуваат тие онлайн активности, наставата да тече, вежбите да се спроведуваат онлайн, увидоа дека има придобивки целото ова работење. Јас не би се толку концентрирал на тие некои злоупотреби на онлайн работењето, затоа што, како што споменавте, и работењето и во предавални имаше своји предизвици претходно, така да и ова работење онлайн има своји предизвици, но во секој случај ние по првиот семестар кој што беше целосно онлайн почнавме со хибридни семестри во кои што дозволивме и враќања, особено за полагањата во кои што голем дел од колоквиумските активности се организираа во предавални, испитите се организираа во предавални, сето по строги протоколи за да се сепак провери тоа знаење кое што дали на задоволително ниво за како проверка на веќе тоа што е спроведено онлайн. Ако можеме да направиме една паралела на тоа интересот или мотивираноста на студентите, каде е побитно? Дали овде, кога е онлайн наставата во прашање, оној студент кој што е мотивиран и сака да научи, ќе најде начин да научи, слично како има ли разлика кога станува збор за физичка настава и овде во мотивираност? Можам лично како професор на овој универзитет можам да кажам дека се забележува дека веќе втората година дека интересот, односно мотивираноста се намалува. Но сепак, како што споменавте, студентите кои што и претходно изнаоѓаат начини да научат, се мотивирани, ги води некоја сила која што иако е тежок период, значи да не замерува, да мора да споменеме дека сите работиме во некоја измената средина, така да и студентите по дома имаат сите своји предизвици,
Така да сме имале ситуации во кои што мораме и ние како професори да бидеме многу пофлексибилни затоа што не знаеме каква ситуацијата кај нив од дома, какви се предизвици со кои што тие се соочуваат, па така да верувам дека мотивираните студенти ќе продолжат и по пандемијата со истиот пристап во нивното работење и сето тоа ќе продуцира со соодветни резултати. Од аспект на професор, во предавањето на знаењата веројатно се знае, ќе се направи се што треба. Моментот на онлайн испит и можноста да се даде една реална оценка. Колку дава можности и колку зависи тоа од самиот професор, колку зависи од начинот на кој ќе биде спроведен испитот, еве, и кога стане збор за онлайн. Значи, професорите изнајдоа начини како да таа проверка на знаење се спроведува на најдобар може начин, на најточен може начин. Затоа што сепак нели бевме навикнати на таа интеракција во една предавална кога се полагаат тие устни испити, но сето тоа сега се спроведува онлайн. Има нели секој професор има најразличен пристап како да се спроведе испитот, затоа што тоа нели зависи во однос на содржината која што ја предава. Така да најразлични можности постојат од писмено полагање, односно онлайн полагање, потоа со комбинација со устно полагање, се вклучуваат повеќе колеги и го следат сите во исти момент полагањето, за да биде тоа веродостојно, да се види студентот дали нивото на изнесено знаење ги задоволува критериумите, така да сите се прилагоди на некој начин да можат најдоброто да се процени тоа нели таа оценка да се потврди на вистински начин. Секој си имаше свои предизвици, беа споделени повеќе идеи на универзитетот помеѓу колегите, во кои што видовме дека нели некои имаат пристап кој што е добар и кој што функционира, и сето тоа беше споделено, беа организирани дополнително некои тренинзи за професори како да развиваат онлайн алатки за подобро да се оценува студентот, така да сето тоа придонесе да во еден момент создадеме на база на доволно знаење во кој начин ние можеме да направиме едно добро оценување на студентите. Во светот, го имате ова кажувано порано, се сеќам дека во светот и на некои високо рангирани универзитети онлайн наставата од далечина се нуди како можност веќе и пред пандемијата. Дали може би ова е иднината на образованието и како тој баланс треба во иднина да се прави? Како мислите дека ќе се одвиваат работите во поглед на можноста онлайн да се студира и физичкото присуство? Јас го поддржувам сето ова што се случи, значи ова беше добар момент да високото образование се придвижи кон тоа онлайн работење, кон применување на тие нови алатки, затоа што едноставно не можеме да дозволиме технологијата се развива многу брзо, а универзитетите да ја следат, односно да каскаат позади таа технологија. Така да едноставно технологијата видовме колку можеме да искористиме сега. Сето тоа имаше своји позитивни страни, ние позитивните страни би требало да ги искористиме во наставата. Верувам дека сите професори ќе можат да проценат за некоја година што се може да спроведат онлайн, а што може со физичко присуство, затоа што таа реалност, јас и претходно кажав, студентите ќе се вработат потоа во некои институции, во организации, во фирми кои што ќе работат се повеќе во ова онлайн средина. Така да верувам дека секој професор ќе процени колку ќе може да функционира онлайн, кои се тие активности што би можеле да бидат онлайн, а што треба да биде со физичко присуство. Со тоа што тој и некој микс, нели, мислам дека ќе биде новата реалност во која што јас би кажал мораме да сето тоа да го овозможиме, тоа би значило технологија, системи преку кои што сето тоа ќе се спроведува. Но од друга страна иновативниот пристап ќе придонесе се развие некоја образовна култура за тоа онлайн работење, во кој што веќе ние ќе сватиме дека да, тоа е начинот на кој што ќе продолжиме понатаму да функционираме. Може ли таму да е моментот на уште недоумици, бидејќи ние некако можеби некои држави поподготвени дошле или општество дошле поподготвени од нас до овој предизвик, ние можеби не бевме свесни дека тоа е можно и дали можеби се уште не ги знаеме сите можни придобивки и можности за навистина квалитетен образовен процес, па и онлайн нека види. Да, токму така, значи знаеме дел, видовме што можеме да искористиме, затоа што моравме брзо да реагираме и брзо да се прилагодиме. Но технологијата се развива многу брзо, произлегуваат многу алатки
кои што не само да се блиски до сите оние кои што ги користат, туку се блиски до професорите затоа што се вклучени преку на различни истражувања. Значи тие ги користат и сега само треба сето тоа да се примени во образовниот процес. Така да верувам дека сето тоа што ќе излегува ново ќе диктира еден побрз развој, односно ќе мораме ние да се прилагодиме кон тоа и да ги следиме сите тие промени кои што ќе се случуваат со примена на нови алатки, нови технологии, затоа што едноставно и студентите многу полесно се прилагодуваат кон нив, ги користат, па оттаму ќе произлезе соодветен притисок врз професорите, дека едноставно се појавуваат нови алатки кои што ние можеме да ги користиме. Верувам дека сето тоа ќе го прави и поинтерактивен и поинтересен образовниот процес, без разлика дали онлайн или во предавална, затоа што таа модерна технологија ќе и поблиску ќе им го представи тоа знаење на студентите, а од друга страна сите оние бенефити кои што следуваат како видливост, односно да не спомнуваме некои стручни термини, представување во 3D, работење во реално време поврзано со најразлични, односно универзитети, професори од најразлични делови на светот. Сето тоа е возможно, зошто да не го искористиме, затоа што на тој начин придонесуваме да се развијат и повеќе знаења кај нашите студенти. И на крај, од праксата во работењето во овие 2 години, како беше да се одржи балансот, како го одржувавте контактот со студентите во поглед на нивните размислувања, како сакаат да биде наставата, бидејќи тоа е едната страна, другата страна се препораките на Комисијата за заразни болести и здравствениот ризик. Како тој баланс се направи, а да им се одговори на барањата на студенти, бидејќи тие се сепак тие кои што се најважни? Тука искрено спомнавте дека имаше реакција. При таа реакција, значи јас поминав како проректор многу сати во разговори онлайн со студентите, со нивни представници. Значи го објаснувавме целиот нов образовен процес како ќе се одвива. Значи тоа беше момент во кој што ги слушнавме нивните загрижувања, зошто реагираат така во почетокот. Така да на сите нивни реакции организиравме онлайн состаноци, беа прифатени дел од забелешките. Овозможивме системи преку кои што може да реагираат ако има некои занемарување во образовниот процес, неспроведување на активности. Значи сите нивни реакции се слушаа во текот на овие 2 години. Сето тоа беше на соодветен начин адресирано од соодветните факултети. Значи мора да има повратна врска за да видиме колку на кој начин се спроведува, колку се задоволни и студентите, но и професорите. Така ние освен комуникацијата беа спроведени и анкети, постојано, значи со представниците се организираат и онлайн состаноци, имаше загрижености со турските студенти кои што се присутни на нашиот универзитет, во кој што исто организиравме на Teams група во кој што неколку пати имав состаноци со нив. Така да сите нивни проблеми кои што се произлегуваа со таа онлайн настава беа слушнати и беа дадени соодветни одговори. И младата популација, младите, тука се студентите, се меѓу оние кои што најмногу имаат недоверби кон вакцините, а тоа беше дел од она да имаме зголем имунитет и да се враќаме во нормала. Тоа беше можеби оттежителна околност за самите универзитети, имаат страв кон вакцините младите. Дојдовме ли во некаква ситуација во сите овие години, овие 2 години, универзитетот да речеме се занимава со популаризација на вакцината или оставивме на слободен избор? На кој начин со тој предизвик се справивме, бидејќи имаше тенденција од државата сите да се вклучат во популаризација, мотивирање да се вакцинираат луѓето? Кај нас на нашиот универзитет, Универзитет Гоце Делчев, студентскиот парламент покрене една иницијатива кое што тие сами се организира, стапија во контакт со центарот кај што се спроведуваа вакцинациите, договорија термин дополнителен само за студенти, тоа беше споделено на сите наши платформи, така да самите се организира. Ние како универзитет едноставно видовме дека постои иницијатива, беше поддржана, но сепак тоа беше целосно организирано од нив. Понатаму нас ни беше важно да прашаме, да видиме колкаво е процентот, колкаво е нивото на вакцинираност. Беше спроведена една анонимна анкета во која што ги прашавме студентите дали се вакцинирани или не. Тоа ни беше важно за да можеме да почнеме да ги планираме на активностите во наредниот семестар. Одговорите беа како што беа и видовме дека не дека има некоја реакција, но процентот на вакцинирани студенти не е голем.
Па така моравме да донесуваме одлуки кои што опфаќаат повеќе хибридни активности во текот на семестарот. Верувам дека како што поминува време, односно нивниот ставот дали ќе се вакцинираат или не, во секој случај ние верувам дека и пандемијата како ќе се одвива по препораките од сите клучни институции, ние верувам дека наредниот семестар ќе почнеме да се подготвуваме веќе за семестар со враќање во предавалните. Ви благодарам за разговорот, професор.